Денеска темата е телефон и колку и зашто и како и што можеме да направиме да може човекот да биде помалку зависен од телефон и повеќе да биде зависен од креирање на живот кој што има фактичка реалност, а не е виртуелна реалност како што има телефонот. Или знаете што денеска има многу интересни работи, стварно што е за вистина, има толку многу добри содржини да сигурен сум дека човек може да научи многу повеќе сега со социјални медиуми и тоа што се презентира таму, отколку што сме го имале порано. Така да има голем благодет тоа што тие содржини ги добиваме, без разлика на кои да се социјалните медиуми. Има многу паметни работи кои што може да се научат, има многу паметни нешта кои што може да се слушнат и многу да се научи од тоа кој што е презентирано, и тоа е факт, не побиен, но прашањето е како можеме да го контролираме тоа и како можеме да го лимитираме тоа време, за да можеме да бидеме попродуктивни со некои работи кои што чекаат на нас и работи кои што уствари не прават духовно да се чувствуваме можеби и подобро. Духовно секако и овие информации што ги добиваме од социјалните медии на телефонот не прават да се чувствуваме подобро, но денес ќе зборувам за една многу интересно нешто кое што е простор. Не се кречете зашто се збориме за телефони и за простор, затоа што ќе кажам една работа, прво нешто што телефонот го прави ни го смалува просторот. Гледате колку простор има помеѓу мене и телефонот, не знам, 30 сантима. И сега кога човекот е пред телефон постојано, он има многу мал простор. Многу мал простор. А просторот е голема работа во духовноста и во умствениот сегмент. Да имаш простор е голема работа. Затоа што се вратив денеска од Охрид и кога гледаш во Добрица, добро утро за вас, добро вечер за нас, Зилсон, фала ти. Значи, кога гледаш простор, кога гледаш огромен простор, се чувствуваш спокоен, се чувствуваш смирен и се чувствуваш одморен. Гледате, просторот ти дава спокој, ти дава мир, поради тоа што душата како душа, нели она експандира и фактички ние го сакаме просторот, затоа што просторот не смирува, просторот не прави спокојни и на тој начин ние се чувствуваме многу убаво. Но кога човекот има мал простор, тогаш на некој начин не се чувства најдобро психички и ментално. Што го намалува просторот? Критики. Кога сме компресирани, гледате, тоа е мал простор. Но зар не е компресираност и да земеш на телефон и цело време да си пред, не знам, 15, 10, 5 сантима кои што се пред тебе, затоа што цело време ти се намалува просторот. Зошто просторот е голем? Зошто просторот има голема важност? Сакам тоа да објаснам и после тоа ќе ви дадам едно решение што може да направите за да го контролирате повеќе ова со телефонот и со социјалните медиуми. Сакам прво да прочитам еден цитат од филозофот Хабард, вели вака: високо на тонската скала ми текнува скалата на емоции, позади таблата ми е, ама тоа е скала која што е истиот е филозоф Хабард, каде што ги рангира емоциите од највисоки до најниски и фактички он зборува за таа скала на емоции дека тоа е скала на простор. Гледате, кога имате висока емоција, имате многу афинитет, многу љубов и имате многу простор. Гледате, човек кој што има многу афинитет, кој што има многу љубов, он има простор, затоа што, еве да ви дадам еден убав цитат од него на тема љубов, вика: љубов е интензитет на среќа упатен во дадена насока. Интензитет на среќа упатен во дадена насока. Кај си бе човек, што правиш? Мажов ке дојде дома жената, кај си бе злато? Дојде те гуштам, шампионе, што правиш, не? Тоа е простор. И он има простор и на него му дава простор. Ама ако дојде мажов дом и жена рече: кај си бе, што правиш до се, зашто не се вратил? Фрли го ѓубрето, гледаш го. И ако така го пречека, она нема простор, затоа што нема афинитет, нема љубов, не покажува. Афинитет е љубов, допаѓање, желба за близина и така натаму. И ако не го покаже, тој иде контра од тоа, не само што она нема простор, него му го намалува просторот е нејзиниот сопруг. Но вели вака: високо на тонската скала, огромно растојание или огромна дистанца, растојание може да биде толерирано.
И вика, во исто време, високо ниво на доверба и афинитет е возможна кон секој. Сега, видите, ако ние имаме висок афинитет, и ако го сакаме секого, и ако имаме доверба во секого, тогаш ние имаме простор. Сте виделе луѓе кои што немаат доверба, кои што се сомничави, кои што се цело време скептици, они имаат многу помал простор, затоа што го нема афинитетот. Зашто? Што е афинитет? Афинитет е отвореност. Гледате, отвореност. Ние, за да имаме само доверба, ние мораме да имаме простор. Ние, за да имаме разумна мисла, ние мора да имаме простор. Ама што ја прави разумната мисла? Просторот. Гледате, ние, за да имаме позитивни мисли, ние мора да имаме простор. Ама ти цело време, ако си мал простор. Ако знаете, за време на пандемијата имаше некој податок, не знам дали овој податок точен, може би е, може би не е, дека имало зголемен број на разводи во Македонија. Моje мислење е поради тоа што, поради условите кои што беа за време на пандемијата, нели имавме ограничен простор на движење. Сега, ако човекот ќе го набиеш ти во мал простор, он добива негативна мисла, добива неубава мисла. Сега, ако земеме да го зборуваме, не знам сега, не сакам да споредувам, затоа што секој дел од животот си има свој благодет. Па ќе кажам, и овие социјални медиуми, ако можеме да ги гледаме така, имаат свој благодет кој што ние сме ги немале, но на некој начин, гледате, човекот кога има собствена мисла, кога има собствена идеја, он исто така има креативен простор. Гледате, ние порано кога бевме деца, како вика, значи нека се заигра, дај му нешто да се заигра. Значи тоа беше нешто што беше проактивно. Да се заигра детево, сега не можеш да се заигра детево затоа што играта е пред него, нема шанса да се заигра, нема шанса да ја смисли играта, нема шанса да биде креативен, да ја обмисли како да се постави играта и што ќе биде играта, затоа што бум, играва е пред него и он на некој начин добива сервирана забава која што не ја искрирува он. Сега ние во нашиот живот можеме да добиеме искрирана забава. Сега што е искрирана забава? Се што е ова со медуинова искрирана забава за нас. Забавата е таму, скоцкана е пред нас и човекот си гледа забава. Забава може да биде, пак ќе кажам, убави податоци, конструктивни работи, или може да биде нешто деструктивно, двајца се караат, други се тепаат, овие викаат, кој што му се случило на некој животот. Еве сервираната забава. Но многу е поубаво кога човекот има од него креирана, преку негова мисла оригинална, створена забава, поради тоа што тогаш тој има способност и тогаш тој доаѓа во контакт со реалниот свет и искусува вистински простор во неговото окружување, во неговото делување. Гледате, да ви дадам неколку примери за простор. Сте биле некогаш на одмор и сте гледале во хоризонтот на морето. Сте имале негативна мисла? Не. Обично не. Зашто? Сте имале простор. Кога сте биле, зашто сакат луѓе да видат на некој руфтоп или да видат на последен спрат, гледа преубава гледка, нема зграда пред него, нема други препреки, простор. Очите одмараат кога гледаме во простор. Гледате, просторот има огромен благодет. Сега, фактички зборувам за простор, физички простор, затоа што, пак ќе кажам, ова што сме цело време пред телефон, тоа не е добро за ништо, а најмалку е добро за нашата душа и помалку е добро за нашата способност, поради тоа што, знаете, нема иста самодоверба некој кој што креира физички игри, позитивни игри, сакам да кажам. Ајде да го земеме нашето детство. Нашето детство, а и веројатно вие сте тука некаде моја генерација, па и ќе се сложите со ова што го зборувам, нели, таму за да зборуваш со некого, порано телефонот беше на централно место ставен. Ти ќе се јавиш, сите те слушаат. Ако сакавме да гледаме телевизија или филм, мора да одеш во дневна соба, пак е простор, излагаш од твојата соба, доаѓаш во дневна соба, тоа е простор. Денеска има ситуација каде што имате тинејџери се затворени во своја соба 12 сати, теко да нема потреба да излезе од соба, гледате, има мал простор, е цело време со телефонот и има уште помал простор, ама си има свој ентертејнмент, уопште не мора да дојде да циркулира, он ќе дојде до кујна за да земе нешто за јадење и ќе си го земе тоа што треба да го јади и ќе си го однесе у соба. Нема нешто више ни комуникација
со родителите, нема комуникација во фамилијата, порано барем имавме нели фамилиарен ручек, на ручек те распраша татко ти, мајка ти, како ти помина денеска денот, што направивте, бевте ли, ама моравме да се споиме на ручек. Мораше да дојдеш да гледаш телевизија, затоа што од твоја соба мора да дојдеш во дневна, каде што исто така креираш простор. Сега, и комуникацијата е простор. Видите луѓе, кога комуницираш ти со некој човек, чувствуваш простор? Да. Ама ти земи да комуницираш сам со себе, имаш многу мал простор, затоа што фактички ти збориш со сопствениот ум. Гледате, кога човекот цело време мисли, он има многу мал простор. Ама кога човекот гледа, он има многу поголем простор. Затоа гледањето, акцијата и знаењето се над мислењето. Поради тоа што човеков кога мисли има многу мал простор. Друг пример да ви дадам. Простор, способност. Просторот и способноста се едно и исто. Ти, ако на човек не му даеш простор да биде, критика на работа, цело време некој ви наоѓа грешки да критикува, имате простор, немате простор, затоа правиш грешки. Ама некој ако ти даде пофалба, ако ти даде комплименти и така натаму, ти се чувствуваш дека имаш простор. Кај имаш поише простор? Кај луѓе со кои што ти е кејф да бидеш, некој со кој што ти е убаво, некој со кој што срцево ти сака да се дружиш или некој кај што не сакаш да бидеш. Земете пример, имате некои роднини, имате некој од фамилија, со некој братучети, роднини, тетки, вујковци сакаш да си, со други не ќеш да си. Со тие со кои што сакаш да си се чувствуваш послободен затоа што имаш поише духовен простор. Со тој со кој што не ќеш да циркулираш и да комуницираш, тој ти прави мал простор поради некоја причина, свесно, несвесно, не е ни важно, ти го намалува тој простор и затоа ти не ќеш да си во негова близина и во негов простор. Ама ако јас сакам да комуницирам, ја прво мора да го чувствувам просторот дека е мој. Срамежливите луѓе зашто не зборат? Прво, проблемот ке срамежливите луѓе дека прво не го чувствуваат просторот нивни. Гледате, недостаток на комуникација ке срамежливите луѓе е недостаток на самодоверба, недостаток на самодоверба е недостаток на простор. Зашто ако човекот има многу простор, сте виделе некој човек кој што кога ќе влезе во некоја соба, го има, ја пуни собата духовно. Зашто има простор? Тој човек има способност да те праша, да самиот иницира комуникација, да направи муавет со тебе. Тој е иницијатор, тој има лидерски способности затоа што има простор. Ама некој кој што е згрчен, кој што е повлечен, просторот му го нема. И затоа не ќе ни да комуницира, затоа што не го чувствува просторот свој. Значи, што ми е поентата? Просторот е огромно, многу важна работа за квалитетот и успехот на еден човек. Затоа што ние сите мислиме да ќе собереш тие информации, сега ќе добиеш тие информации од ова. Ама колку често информациите кои што ги добиваме ние, не зборам сега за деца, знам дека за децава е интересно ова се збориме, луѓе не ќе зборам за деца зашто ние сме премногу на социјални медиуми. Како можеме да ги стимулираме децава да не бидат, ако сме ние цело време на социјални медиуми? Затоа што знаете што лидерот го покажува патот, не ги контролира другите луѓе. Затоа што ако ние не се смениме, децава нема да добијат пример што да прават. Ако ние не им направиме лидерство, убавина, игра, нешто кој што ќе им биде интересно, они ќе останат у таа една соба со телевизор затоа што нема ништо што се случува, нема ништо што е интересно, нема ништо што е креативно и конструктивно. И јас сум видел. Ке видите тинејџери, тешко е тинејџериве да ги вовлечеш во нешто затоа што они се во свој свет. Но фактички, они сакаат да им биде интересно. И кога има некоја ситуација каде што се игра некоја игра, појма нема, на буквата, кој кај бил, асоцијации за места на кои што патувале. Знаете што? Кога ќе се направи некоја игра од тој тип, ја многу често сум видел да и тинејџерите го ставаат телефонот, излагаат од соба и сакаат да се дружат поради тоа што има некоја забава, има некоја игра, ама има нешто за кое што они може да бидат заинтересирани. Ама ако ние не им предложиме и направиме нешто конструктивно за кое што може да бидат заинтересирани, поради тоа што имаат недостаток за нешто за кое што треба да бидат заинтересирани, они се заинтересираат за нешто кое што е телефон. Но друго ми е поентата за способности за просторот зборувам. Гледате, ние мислиме ќе собереме 100 други податоци. Денеска ти вртиш за податоци, затоа што ние сите секако гледаме интересни работи. И гледаме и глупости кои што ги има на социјалните медии. Ајде кажам, во најдобра варијанта имате некој човек кој што гледа и впива информации. Денеска ти ќе ги видиш истите видеа што си ги видел вчера, завчера што ти ги пратил некој човек, ти нема да добиеш многу повеќе знаење и информации од тоа што ќе го добиеш на социјалните медии.
Ама ќе ви кажам како ќе добиеш знаење. Ќе добиеш знаење само доверба преку креирање на простор. Комфорт зоната што е? Мал простор. Кога човекот ќе излезе надвор од комфорт зоната, што прави? Он крира знаење. Од што? Од незнаење. Гледате, ние крираме знаење од незнаење, ама ти кога ќе излезеш надвор од комфорт зоната, прво не знаеш. И после осознаваш. Ти не можеш да осознаеш ако мислиш дека знаеш. Ти осознаваш, самиот збор да осознаеш, значи дека претходно не си знаел, па сега си осознал. Си дошол до знаење. Сега тоа знаење дошло од простор. Ако сакаш на човекот да му го изгубиш знаењето, сте виделе несигурен човек. Зашто има незнаење и несигурен? Зашто нема знаење. Ама што е несигурен човек? Несигурен човек кој што има компресиран простор, намален простор. И ти во намален простор ти не можеш да знаеш, ти си збунет, ти си избркан. Каде? Кај што те критикуваат, кај што те инвалидизираат, кај што те омаловажуваат, кај што те права да се чувствуваш безвреден. Зашто? Поради тоа што ти го намалуваат простор. Како можеш ти да знаеш од таков простор? Не можеш да знаеш од таков простор. Сега ти излагаш надвор од комфорт зоната. Идеш да играш живот. Идеш да креираш живот. Што правиш? Создаваш простор. Кога ќе создадеш простор, создаваш прво незнаење и после тоа го претвараш во знаење. И тоа е само доверба. Гледате, тоа е способност. Сега, ти не можеш да осознаеш, не можеш да добиеш способност, не можеш да создадеш знаење, ако си цело време пред телефон. Да, ти ќе добиеш знаење. Ама да ви кажам една работа. Гледайте, тоа знаење кој што ние го добиваме од различни податоци што ги добиваме од социјалните медиуми, на некој начин, ова е моje мислење, не мора да е така, се поништува со инертноста која што ние ја добиваме преку седење цело време пред телефон, зашто седењето пред телефон ти прави инертност. Не те прави да си ловец. Ние како битија, ја мислам дека се створени ловци, само што порано сме ловеле за да обстанеме прехранбено, сега ловиме преку креирање на цели. Со други зборови, кога имаш цел, ти имаш простор во кој што ти биваш. Ама ти ако немаш цел, немаш простор каде што можеш да биваш, каде што можеш да бидеш, каде што можеш да правиш за да доеш до некој резултат. Сега ти ако немаш цел, немаш простор, немаш иднина, немаш надеж. Надеж, верба надеж љубов, доаѓа 30 септември, верба надеж љубов. Простор, да веруваше, простор да се надеваше, простор да сакаше простор. Софија, мајката на верба надеж љубов, Божица на мудроста и крстел, трите крки верба надеж љубов. Зашто? Простор се луѓе, простор се и трите работи. Сега, ако ти го немаш тој простор, ама проблемот кај луѓето е дека просторот се поистоветува со ризик. Да. Просторот се поистоветува со ризик, да. Човек што е цело време у акција, он е у некаков ризик, ама он е у добивка, ако има ризик. Затоа што морате да го имате тој ризик за да имате добивка. Се не зборам за глупи ризици во животот. Имате глупи ризици во животот. Ама зборам за убави ризици, каде што имаш конструктивна цел, каде што одиш нешто да постигнеш, каде што се трудиш, и тоа е ризик. Ама имаш добивка. Сега гледате, знаењето што го добиваме ние од социјалните медиуми, ние сите сме залепени, мислиш дека ќе добиеш нека мудрост. Не, луѓе, мудроста е во акцијата. Не е мудроста во знаењето кој што ќе го добиеш од телефонот. Затоа што знаењето што ќе го добиеш од телефонот ти прави единствено, затоа што ти го намалил просторот телефонот. Гледате се, телефонот ти го намалил просторот. Ти си цело време пред телефон. Мислиш добиваш знаење. Ти добиваш знаење, ама добиваш и мал простор. И тогаш ти е за џабе знаењето, поради тоа што инертноста и таа желба за мал простор и за комотно добивање на знаење ја помништува твојата способност која што мора да биде заедно со знаењето кое што си го добил. Сега способноста ја немаш, поради тоа што просторот е намален. Сега, а кога човекот е храбар, бива, креира, ризикува, оди во конструктивни и позитивни акции и цели, он сам генерира знаење и мудрост затоа што сознава како е. Сега се слагаме, човек треба да прочита книга, дури и треба да гледаме многу работи на социјалните медиуми за да добиеме знаење. Ја тоа се слагам дека треба да го правиме, но мислам дека треба да имаме контрола, затоа што ако човекот нема контрола и има оправдание, ама јас сум на социјалните медиуми цело време да добивам некој тип на знаење, ама при тоа не креира простор да иде да го живее животот,
тогаш се лаже, поради тоа што знаењето што го добил од социјалните медиуми го прави да е мудар, ама не ефективен и успешен во животот. Затоа што тогаш е мислител, ама не е правач. Не е некој кој што има живот на кој што можеме да бидеме одушевени или живот кој што сакаме да го следиме. Поради тоа што кого следиш? Ти следиш човек кој што ќе влезе во ризикот на животот, што значи дека има некоја цел која што е вредна, има некои акции и се бори. Тој е лидер. Ама гледате, тој собрал знаење за да направи акција и за да креира простор. Сега, па да повторам. Мислам дека кога премногу човекот е залепен за телефон, он собира знаење, ама самата мала растојание, малата дистанца, што значи нема простор, го поништува знаењето кое што го има, затоа што малиот простор не учи на страв, не учи на храброст. Големиот простор не учи на храброст. Големиот простор не учи на храброст. Малиот простор, кога ќе се намали просторот, ти имаш страв. Убав цитат од филозофот Хабат исто така вика: одземете го стравот од еден човек и ќе одземете неговата малост. Стравот те прави мал, а мал значи имаш мал простор. Храброста е целосно контра стравот, со тоа што храброста прави простор. Идеш ти во ризик, идеш ти во акција, идеш ти да креираш, да создадеш знаење кое што ќе стане твое. Сега ти кога ќе одиш во акција да го криеш просторот, дури она што се случува, ќе ти дојде да го искористиш информацијата која што си ја собрал од, да кажеме, книгата или социјалните медиуми. Ама ти, ако не го креираш тој простор, ти не го активираш знаењето, затоа што знаењето е во некоја фиока складирана и уствари преку малиот простор човекот заглупува и не само што добива знаење, он затоа што го смалил просторот, он почнува да се навлекува на озборување, на малограѓански муабети кои што ги има насекаде и почнува наместо да го користи знаењето кој што го добил од мудроста на слушање на социјалните медиуми, затоа што просторот е скратен, станал исплашен, не е веќе храбар и поради тоа што мисли дека не може он да искрива убав живот кој што треба да го направи самиот тој, се навлекува на туѓи животи. Не навлекуваат овие работи кои што ни го намалуваат просторот, не навлекуваат на туѓи животи. Еве, луѓе, гледате ги тинеџери. Еве. Ако излезе некое видео на тема некој се скарал, се истепал едно друго трето, најмногу е шерувано тоа. Зашто? Поради тоа што ги интересира туѓи животи. Ќе имаш споделувања, не знам колку, за нешто што е сеир за туѓи живот. Се имате некој сеирџи за туѓ живот. Кога ќе видите некој видео, каде што е фактички сеир за туѓ живот, ќе видите дека има најмногу споделување. Зашто? Затоа што тој мал простор, тоа седење пред телефон, ја намалува способноста на човекот, вика, не станува ловец, он станува чекач од други луѓе. И затоа се намалува способноста на битијата. Затоа што веќе не стануваат ловци, веќе не идат во животот да ја ловат целта или да го ловат успехот. Простор, луѓе. Тоа е проблем со телефоните. Затоа што ние мислиме дека ние сме во замката, барем јас сум се фатил за мене, зборувам за мене, дека ја добиваш знаење, ти добиваш знаење, ама тоа знаење веќе ти стануваш инертен и не си веќе креативец да идеш да правиш работи и за тоа знаењето што го добиваш од социјалните медиуми, ако си цело време врзан за нив, не ти користи многу, поради тоа што ја немаш веќе храброста, ја немаш енергијата, ја немаш акцијата, затоа што ти има испиено храброста, енергијата и акцијата да креираш простор. И на тој начин за џабе ти е што седиш пред телефон. Затоа што, пак ќе повторам, набрзо тоа знаење ќе се компензира со алажвери, штрачеви, разноразни сирџиски муабети и ќе видиш дека си изгубил поише сати на трачарење, отколку на создавање, односно впивање на убави податоци. Порано, нели, за време на ковидот беше популарно работа од дома. И луѓе што останаа да работат дома, не се у најдобра состојба, зашто се у пижами, се у тренерки. Пижамите и тренерки имаат вибрација, зашто? Вибрација за дома. Тренерки и пижами. Па ти ако не се дотераш, ако не отидеш на фризер да ставиш убава кошула, да се дотераш малку, па ти не креираш простор, затоа што не идеш светот да те види и да видиш свет. Убаво е да се промеша човек помеѓу свет
да отиде на театар, да отиде на концерт, да отиде на опера, да видиш луѓе и они тебе да те видат, амо каква состојба ќе те видат. Прво горци ако те видат добра состојба и колку повеќе сакаш нив да ги видиш, толку поубаво ти изгледаш. Колку повише сакаш луѓе да видиш, толку поубаво изгледаш. Колку повише сакаш луѓе да видиш, толку поубаво изгледаш. Сега, мораме да го размислуваме на тој начин, дека просторот ни е сманет. Друг пример за простор. Сте виделе некој човек ќе отиде на патување во Америка, ќе отиде на патување у Кина, ќе отиде на патување у Виетнам, ќе се врати од таму со импресии. Ама гледайте, сте виделе тој човек што е вратен од Индија, од Кина, од Америка, како ви збори за тоа патување? Со ентузијазам. Што значи, гледайте, он отишол на голем простор. Дистанца од Македонија до Виетнам е многу поголема од не знам, од Скопје до Велес да отидеш. Ништо против Велес, преубав град. Не сакам да кажам, ако ти отидеш од Скопје до Велес, или отидеш па и до Охрид, кој што е преубав, нема да збориш со ист жар, отколку ако отидеш до Виетнам. Иако може би Охрид е поубав од многу работи на страна од Македонија. Стана збор за дистанца, стана збор за растојание. Затоа што кога ќе отидеш на тоа далечно растојание, ја добиваш самодовербата, ја добиваш сигурноста и се чувствуваш ти многу баво. Затоа што имаш растојание. И тогаш нему ја мислиш премногу затоа што почнуваш да хендлаш и да справуваш работи. Ама ти се намали просторот. Стануваш мислач и овертинкер, ама не стануваш правач. Човекот мора да прави, за да може да дојде до резултат. Иначе со тој мал простор, он се фактички мисли, ама не делува. Затоа што за пред себе акција, сега за него акцијата станува преголем ризик, затоа што телефонот му го намалил просторот, и тој намален простор му направил страв. И тој страв сега му вика, ризик е да излезеш од дома, ризик е да отидеш на работа, па он сега ќе се у комфори, у пижамите, у тренерката и не ќе више да излезе ни до маркет, а камоли да се спреми да отиде на опера, затоа што више не му се излага. Затоа што он дошол на таа една летаргична фреквенција на апатичност, на не ќе да излезе, на не мора, он сака да седи дома. И е врзан за кревет. Ама енергијата се ствара која ја давате. Да го цитирам еден фантастичен тренер, се вика коуч Диков, кој што вика енергијата ја ствараш која ја трошиш. И тоа е точно. Ама ти кој имаш помал простор, цел ден на телефон, ти не ствараш енергија. Не ја трошиш енергијата. Ете, ти примаш енергија, ама не ја даваш енергијата. Ти си бомбардиран на зраци и информации кои што еманираат кон тебе. Ти не еманираш или оддаваш енергија надвор, ама луѓе, простор се прави кога ти еманираш од тебе енергија. Што значи тоа? Отиди у теретана, отиди на кино, отиди у театар, направиш што ќе направиш, джогинг, што и да е. Креираш простор. Ќе видиш дека се чувствуваш преубаво затоа што ќе искреираш сила и самиот простор ти дава самодоверба и ќе почнеш да се чувствуваш многу поубаво и ќе почнеш да го заживуваш животот кој што е реалниот живот и таа игра ќе ти стане многу поинтересна. Е сега. Други примери што сакам да ви кажам исто така. Сте виделе на пример луѓе кои што често пати имате луѓе кои што ќе ми кажат, знаеш што, ама работата ми е далеко. Викам, многу некојаш е поубаво да работиш на подалеко растојание отколку да ти е работата дома. Сте виделе некој човек што работата му е ќе излезе од зграда, работата му е на еден чекор. Он нема простор у текот на денот. Ме разбирате? Па дури да влезеш во автобуса кој идеш, па креираш простор. Ќе запалиш кола, ќе извозиш некаде, да ќе се изневираш може за некој гужва, ама креираш простор. Кој каснеше најмногу у школа? Тие што живеа најблиску до школа. Гледате зашто? Затоа што таа близина почнува да ти намалува способноста на калкулација. Гледате, некој живеел у Мралино и доаѓа од Мралино до Скопје. Абе, он мора сега да го развие умот, он сега треба да има координација, кога да излезе, па како да излезе, па ќе има автобус, нема да има автобус. Он више е во хендлање на животот, овој живее до школото 45 секунди. Он затоа што му е растојанието толку смалено, он више не може ни да пресмета кога треба да излезе од дома
И не излага за 45 секунди, излага секојаш подоцна, зашто малиот простор му направило да он више не може да размишља. Ова е моје размислување, не знам дали е така. Ова е според мене така, ама не значи дека е така. Ама јас знам луѓе кои што живееле најблиску до школа, почесто каснеле од некој кој што живее луѓум, затоа што тој што живее луѓум, тој е спремен. Тој има визија, тој има мисла, калкулира, автобус, ако станам, чекај, бам, 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 ама што има он? Луѓе, он има простор. Простор има. Знаете, у Америка која живеев, обично најубавите населби се секојаш на периферија, се зависи од кој град, ама често се на периферијата. 45 саат време возат до работа и назад. Не се бунат. Ама некој ќе отиде, Соње далеку, што Соње далеку 20 минути од центар. Ѓорче далеку, кој далеку Ѓорче Бутел, Маџар, не е далеку ништо, луѓе. И ќе видите кога човекот живее на... Имате луѓе кои што доаѓаат од Куманово на работа во Скопје. Па супер е. Така, зашто? Има растојание, има простор и има способност. Скрати му во просторот на човекот, ќе го насправиш неспособен. Неспособен. Зашто? Си му го скратил просторот. Затоа е неспособен. Секојаш гледате да имате простор. Сега, како да дојдеме до помалку завист од телефон? Ајде да ви нацртам една табела. Таа табела сум ја цртал, ама ќе нацртам пак. Гледайте. Имате мрзеливост. Мрза. Што е мрза? Мрза е емоцијата твоја е многу доминантна и јака. Мрза. Некој треба да стане за на школа, го мрзи. Он шо прави? Он ја слуша емоцијата на телото. Ај уште 5 минути. Ај на 6-тиот аларм ќе станам, он 8 има. Не, мрза. Емоција. Не разум, не го слуша разумот. У мрзата ја слушаш емоцијата, не го слушаш разумот. Над мрза имаш дисциплина. Ете, дисциплина што е? Дисциплина е го слушаш разумот наспроти негативната емоција. У дисциплина разумот оди напред, позади е негативната емоција, ама нема врска. Ти одиш напред. Ете, идеш напред. Дисциплина, разум слушаш, вика он, треба да стане, леле, не му се стане од кревет, ама треба да иде у теретанче, да извежба пред да на работа, дека леле, не ми се едни работа, тама ми се спие, му доаѓа 100 оправданија, ај, не мора денеска одмah, емоцијата бара оправдание, изговори. Логични, секојаш најлогични. Најлогичните изговори се најштетни, затоа што не се ни сомневаш дека уствари ти се изговори. Ама дисциплина, слушаш разум, ако имаш негативна емоција. Ама го слушаш разум, ама имаш негативна емоција. Овдека имаш негативна емоција, до толку е таа голема да разумот е нула, или е многу мал, и имаш еден куп изговори, за да го поништиш разумот. И над дисциплината е мотивација. Мотивацијата е веќе негативната емоција се тргнала од тебе и дала приоритет на позитивната емоција. Гледате сега, ти не можеш од мрза да доеш директно на мотивација, нема шанса, значи тоа не постои. Ти од мрза мора да поминеш низ дисциплина и од дисциплина да дојдеш на мотивација. Но во дисциплината имаш даден тип на страдање. Уствари, имаш даден тип на отстапување на нешто, како што е отстапување на сати на телефон. Е сега, ама тебе те тера, тебе те влече, прво нешто што ќе станеш од сабајле, не се отвори очи, телефонот и одмah гледаш дадени работи по социјални медиуми, ама дисциплина е, телефонот не го взимаш у првиот сат. Ама сега тебе телото ти е научено на тој мал простор. Тебе телото ти е научено на емоција, не ти е научено на разум. И телото ти е научено на тоа. И сега ти за да се одвикнеш од тоа, мора да го слушнеш разумот и да си направиш план и да се обидеш да го следиш тој план.
и да си ветиш на себе си дека од утре ќе направиш промена. Сега, знам дека тешко, дека некогаш ветувањата не се почитуваат, но тогаш настанува демотивација. Зошто? Затоа што не си поминал низ дисциплина. Дисциплината е малку тешка. Сака некој да ослаби, ама цело време јаде благичко. Цело време со лажичето у разни благи. Сега, од што слуша? Видите, он слуша емоција. И кога слуша емоција, не го слуша разумот. Сега, разумот, кој што човекот фактички треба да го видите, разум, заедно со емоција, негативна, ама го следиш разумот, таа негативна емоција паѓа, фактички тој доаѓаш на повисока фреквенција, каде што си се споил со разумот и позитивната емоција. Гледате, не станува збор дал гледаме само на телефон. Може да гледаш ти на лаптоп, може да гледаш и телевизор. Порано исто беше со телевизор. Ви текне, мајка ми, леле, телевизорот е зрачи, што телевизорот е зрачи, барем имаше 6 метра растојание. Ама и телевизорот, порано нашите ни викаат, немојте пред телевизор, деца излезете надвор, немојте пред телевизор. Сега телевизор више не гледаат луѓето. Телевизор барем беше 10 метра, имаше растојание, или 5 метра, или 3 метра, или колку и да е. Само да кажам, нема врска ако некој каже, слушај, не е телефон, ама ја гледам на растојание. Колку и да гледаш на растојание, ти си дома. И не викам дека човек не треба да се прибере дома, мораме да сме дома, убави работа има дома, како што е фамилија, комуникација, слови и така натаму. Мораш да излезеш надвор во другите сегменти на животот. И мора да имаш своји цели, и мора твојот телевизор, символично, да биде твојата визија за иднината. Гледате, мора твојот телевизор, мора твојот телефон да биде твојата цел и твојата имагинација за иднината. Затоа што тогаш викаш, јас сум во 2028 година. Имаш 3 години растојание, имаш 3 години визија, имаш огромен простор. И кога работиш на таа долгорочна цел, зашто долгорочната цел е секогаш поважна од краткорочната цел? Долгорочната цел, гледате, долгорочната цел секогаш ти дава повеќе способности. Краткорочни цели не се добри луѓе. Мислам, мора да имаме и краткорочни цели, ама базирани на долгорочни цели. Зашто ти кој имаш долгорочна цел, ти имаш контрола во животот, ти имаш постојаност. Ти знаеш што треба да правиш. Луѓе што нема долгорочна цел, има краткорочна цел, он се врти во еден круг. Денеска ќе направи нешто, а утре не знае. Он е несигурен поради тоа што нема долгорочната цел. Кога човекот има посветеност и долгорочна цел, никогаш не е до толку несигурен. Он е многу посигурен. Зошто? Простор има. Простор. Видите, краткорочни цели луѓе што се без цели, секогаш ќе најдат начини да добијат финансии преку некој тип на среќа. Среќа! Луѓе, да не се залажуваме. Среќата е во твојата дестинација и во твоето одредиште каде одиш. Имаш цел јасна, имаш план кој што сега го ќе го менуваш, тоа е твојата среќа. И вистински е среќа. Цитат од филозофот Хабар за среќа надминување на препреки кон позната и посекувана цел. Сега, ако ти не знаеш целта и ако тебе телевизорот и телефонот не ти е целта, и тоа да ти дава тебе ентертейнмент, забава, ако ти добиваш забава од собствена цел, ти си играч, а публиката секогаш добива забава од туѓа цел. Сега, многу публика сме станали кога ги имаме овие социјални медиуми, ги имаме телефони. А ни треба малку да одиме кон насока на играчи. А играчот е секогаш играч во вистинскиот свет преку целите кои што он ги зацртува за иднината. Ова е само нешто кое што му служи на играчот, социјалните медиуми му служат за да дојде до вистинската цел или до целта во вистинскиот живот, затоа што знае дека вистинската игра е таму. Да повторам, кога ќе намалиме растојанието преку вистински физичко намалување на растојанието, ја намалуваш твојата способност, ја намалуваш својата надеж, својата верба, своите комуникацијски вештини, влагаш во страв, почнуваш да стануваш публика и те интересира разни глупости кои што немаат блага врска со твојот успех и со твојата цел и со она што вистински ти треба за да дојдеш до нешто. Станува збор за приоритет. Уште едно нешто, ако целта ти е приоритет и ти е многу важна и чувствуваш дека ти е должност да успееш, тоа знаете што?
ќе ве повлече напред. Но овие разни работи се различни дистракции, раштркувања на снопот на енергија која што мораме да ја дадеме во насока на целта. Ама ако човек па не знае што му е целта, тогаш овие други работи се на некој начин субститут за немањето или разочарувањето од целта која што човекот ја нема. Многу често субститут или замена се сите овие социјални медиуми за вистинската цел која што тој веќе прекинал да ја има или не така јако верува во неа. Ако има вистинска цел во која што јако верува, овие работи за кои што денеска зборам ќе бидат само помошни алатки и средства кои што тој ќе ги искористи да дојде до целта. Исто како што и времето. Гледате, човек има многу време само кога нема јака цел. Кога има јака цел, човекот нема време за глупости, има време за собствената цел. Ама човек што нема цел, гледате, човек што нема цел, има многу слободно време и тоа многу слободно време нема со што да го пополни, го пополнува со наредното нешто кое што е поинтересно, а тоа се телефоните. Е сега, ако на него целта, за која што тој чувствува дека му е должност и мисија да ја исполни, ќе го користи времето, социјалните медиуми и телефоните како алатка за да му помогнат во реалниот свет да дојде до целта која што фактички на него многу му значи. И ако целта не е веќе важна, тогаш важно, гледате, ако ја имам еден цитат, ако работите не се веќе важни, работите стануваат тажни. Кога работите не се веќе важни, работите стануваат тажни. Поради тоа што важноста на целта ни прави енергија, физичка и храброст за да одиме да исполниме таа цел. И ако тоа го немаме, наредно нешто поинтересно се телефони. Имајте убава вечер, се гледаме повторно петок. Чао!